Добра вечер, гледате Свести на гласна идеи. Во првите 2 недели од новата година на површина излегоа проблемите кои се затешкуваат веќе подолго време, а за кои се смета дека невозможно е да се решат во овај општествено-економски систем. Имено се работи за загадувањето на воздухот, кое придонесе да Скопје биде на врвот на листата на загадени градови во светот. Од друга страна пак се работи за самоволието по улиците, кое што е предизвикано поради големиот број на бездомни куќиња. Да проследиме. Пред неполни 4 месеци во септември Сдруженијето за заштита на животните Anima Mundi ја обвини државата дека изигрува шериф и дека стимулира неконтролирано размножување на уличните животни. Видно од нивното соопштение, до Сдруженијето стигнале информации од активисти дека инспектори на Агенцијата за храна и ветеринарство одајле во ветеринарни амбуланти и усно давале забрани ветеринарите да извршуваат стерилизација или микрочипирање на бездомно куќе, доколку им го донесе активист или граѓанин. Ветеринарите под притисок од инспекции и казни не стерилизирале и не чипирале бездомни животни, иако тоа е единствен начин за запирање на неконтролираното размножување на уличните животни. Единствен, цивилизиран, хуман начин, секако. Оно што 4 месеци подоцна го видовме во Струга, односно минатата недела, беше самоволие и нехуман, грозоморен дивиечки чин со пушка на рамо, како од дивиот запад. Јавноста е поделена. На социјалните мрежи едни споделуваат вести за граѓани искасани од глутница бездомни куќиња, поради што го поддржуваат Струшкиот масакар како пример што треба да се следи и во другите општини, како од страна на граѓаните, така и од страна на локалните власти. Струшкиот Џон Вејн за нив е херој кој ја земал правдата во своји раце. Други пак споделуваат слики од контейнери со убиени куќиња до кои менуваат травматизирани деца од таа гледка. Во петокот во Скопје се одржа и протест на активистите за заштита на правата на животните. Нашата цел е да успееме да помогнеме на сите граѓани во нашата држава и на сите животни, бидејќи секој живот е важен. Имаме составено неколку баре кои ќе ги прочитаме, со кои ќе се овозможи решавање на овој проблем еднаш за секогаш. По примерот на сите современи држави и ќе се стави крај на страдањето на бездомните куќиња во државата и на граѓаните. Имаме отрови по улиците и парковите, граѓани нападнати од куќиња, зверско изживување врз животни, како последниот настан во Струга, кога на 20 куќиња беа небенесетно убиени со пушка на различни локации. Дали луѓето кои слободно се шетаа со оружје во рака размислија дека куршумите можеа да залетаат и во луѓе? Дали се чувствувате безбедни во општините каде што живеете? Не! Последните 5 години темата на аерозагадувањето и воопшто темата за загадувањето на животната средина беше на врвот на јавниот интерес, рамо до рамо со горливите теми од политичката, меѓуетничката и економско-социјалната сфера. Особено во зимскиот период, во ударните најави на вестите, на насловните страници, аерозагадувањето станува топ тема. И покрај таквата навидом поволна ситуација, поволна во смисла на развиената граѓанска еколошка свест, впечатокот е дека ништо не е направено за подобрување на ситуацијата. Имено, ако се споредат две истражувања на Институтот за јавно здравје од 2017 година и 2022 година, резултатите се следни. Во 2017 година Институтот утврдил дека над 1300 луѓе годишно умираат поради зголеменото количество на штетни честички. Ваквите алармантни бројки не се ексклузивни само за главниот град и останатите, условно речено, индустријски центри не баре се надпреваруваат кој да е позагаден, често бидувајќи во одредени денови во годината и на врвот на најзагадени градови во Европа. Во северозападниот регион кандидат за најзагаден град е Тетово, во југозападниот Битола, а во североисточниот Куманово.
Севкупно за изминатите 5 години, Институтот за јавно здравје доаѓа до истиот резултат, а тоа е дека од 18% до 20% од вкупната стапка на смртност во Македонија се однесува на луѓе чија смртност станала како последица на болести предизвикани или влошени поради аерозагадувањето. И додека се бараат виновниците за аерозагадувањето во конкретни индустријски капацитети и додека се бараат виновниците за проблемот со уличните бездомни животни во непревземањето мерки од страна на локалната или централната власт, ретко кој ги проширува видиците за да се огледа дека токму сиромаштијата е таа која загадува и која ја руши хуманоста, емпатијата и човечноста. Имено, кој сака да се вози во стара кола која енормно загадува, наместо во нова која користи еколошки горива? Кој сака да се вози во стари автобуси кои испуштат црн чад како фабрика, наместо да се вози во удобен и добро поврзан градски сообраќај на електричен погон? Кој сака да се грее на скапо огравно дрво, наместо да се грее на централно греење кое со леснотија ќе го подмирува? Кој родител сака детето да му е сведок на локален шериф што убива десетици кучиња и ги фрла во контейнер, наместо да живее во уредна урбана средина каде луѓето и животните живеат во хармонија? Сиромаштијата во Македонија се зголемува 25 години. Властите, минати и сегашни, за да можат мирно да го доразграваат јавното добро, дадоа определени концесии, определени олеснување на граѓаните, а за сметка на еколошките стандарди. Такво олеснување беше либерализација на увозот на стари возила. Понатаму, во услови на негасифицирана република, се толерира неконтролирана и корумпирана сеча на шумите со цел да падне цената на огревното дрво до прифатлив износ за просечно македонско семејство. И конечно, нема соодветна казнена политика и инспекцијска контрола на неодговорни сопственици кои оставаат миленичење на улица, а кои понатаму стануваат гладни и агресивни во ситуација кога општините немаат изградено стационари за нивно згрижување. Сето ова укажува на следното. Екоактивистот и активистот за правата на животните, кој сака вистински промени, треба да ги прошири видиците и со борбата за здрава животна средина и благосостојба на животните да ја поврзе и борбата за поинаков економски систем. Во таа насока, екоактивистот треба да ја притисне државата не само да стави катинар на вратата на фабриките што загадуваат, туку со веќе зацврстениот буџет за капитални инвестиции да го преземе раководењето на фабриката од рацете на неодговорните сопственици, доколку тоа е единствениот начин да се зачува животната средина од посредното загадување на сиромаштијата и невработеноста. Истото важи и за активистот за правата на животните. Глобите за неодговорните сопственици нема да го решат проблемот со немањето стационари, а за чија изградба и одржување повторно се потребни буџетски средства кои во овој економски систем и со овој степен на корупција очигледно не се доволни ни за социоекономските потреби на луѓето. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.